Добро вечер, дневник на ТВ+. Еве што го одбележа денот. Православните верници го одбележаа Великден. Зголемен бројот на заболени од астма. Градот подготвен за манифестацијата Гимназијада. Илјадници и верници од градот деновиве ги исполнија храмовите на Македонската православна црква во градот на големиот празник Воскресение Христово Великден. Кумановци присуствуваа на литургиите, палеа свеќи и се молеа за мир и благосостојба. Православните верници деновиве го празнуваат еден од најголемите христијански празници Воскресение Христово Великден. По тој повод кумановци ги посетуваа православните храмови во кои се одржаа литургии, палеа свеќи, оставаа великденски јајца и се молеа за мир и благосостојба. Тие се поздравуваа со традиционалниот поздрав Христос воскресна, навистина воскресна. Великден се смета за празник на љубовта и мирот, триумф на животот над смртта, доброто над злото и денот кога Исус воскреснал од мртвите. Инаку православните христијани денеска го одбележуваат така наречениот светол или великденски вторник, втор ден по празникот. Денеска продолжуваат гозбите и веселбите на кои се собираат најблиските. Кај народот овој вторник се смета за најдобар во целата календарска година. Во некои села се одржуваат и свадби, бидејќи постои верување дека денот има посебен благодет кој се пренесува на новите сопружници и новооснованото семејство. Единствената работа која овие 3 дена верниците мора да ја почитуваат е да споделат радост со блиските. Сиромашните и болните лица во Куманово за великденските празници ги израдува хуманитарната организација Крепост. Ова здружение донираше пакети со храна и други производи на 40 на семејства кои што не се во можност големите христијански празници да ги прославуваат како останатите граѓани. Хуманитарните акции на Крепост се одржуваат во континуитет. Хуманитарното здружение Крепост на повеќе од 40 кумановски семејства од ранливи категории им ја збогати великденската трпеза. Социјално загрозените, работно неспособните, болните и самохраните родители добија помош во храна, облека, лекови, бела техника. Помагаме оноliko колку што можеме и верувајте дека никој од нас ова не го прави со цел да за свое лично задоволство, тука едноставно кога ќе ги видиме овие луѓе на улица или кога ќе ги видиме како минуваат некаде, спијат по десетина луѓе во една просторија, немаат основни услови за живот, немаат струја, немаат вода, сметам дека секој од нас има и обврска и морална одговорност да им помогне, тоа сите ние го правиме. Организиравме преку 40 акции на овие луѓе на кои им е потребна нашата помош, особено во прославување на нашиот најголем христијански празник Великден, со донации и на физички лица и на неколку помали фирми во Куманово, и преку нив финански средства и донации во јајца и прехранбени производи. Во Крепост членуваат луѓе од различни профили, од обични работници до вработени во државни институции кои што помагаат и со финансиски донации, но според потребите на најзагрозените донираат и различни производи. Вели Георгиевски, кој што по професија е адвокат. Ние постоиме некаде околу од октомври 2014 година, ова не е втор Великден што го прославуваме. Секогаш запазуваме на големите христијански празници како што се Божиќ, Великден, Светници, Благовештение, Голем Богородица и другите христијански празници, да имаме секогаш донација под прилика во тој период, бидејќи тие се празници кај што секогаш семејството се собира, значи се организира, действува и тогаш би било убаво, нели, и тие со нас заедно да го прослават овој празник. Крепост е отворена организација, секој може да пристапи во било кој момент, на било кој начин, може да не најде секогаш после литургијата во Стара црква Свети Никола во Куманово. Освен што граѓаните може лично да побараат помош, организацијата има и своја Facebook страница која што е масовно прифатена од кумановци. Крепост, како и досега, ќе продолжи со донации, особено за време на поголемите празници, кога семејството се собира на заеднички ручек. По повод празникот Великден, денеска во организација на секторот за превенција при СВР Куманово во основното училиште Браќа Миладиновци се одржа заедничка прослава. Прославата е дел од проектот Безбедни училишта, чија што цел е запознавање на културата и обичаите на различни етнички заедници. Во основното училиште Браќа Миладиновци денеска се одржа прослава по повод големиот христијански празник Великден. Истата е дел од проектот Безбедни училишта кој го реализира Одсекот за превенција при СВР Куманово. Учениците и наставниците приредија приредба со повеќе музички и ритмички точки. Целата манифестација помина во знакот на празникот и великденските јајца.
Заедно со МВР денеска презентиравме дел од православни обичаи, дел од нашата традиција, дел од нашата култура. Сето онаа што во некои сегменти е различно и што не одвојува од другите, но сепак има многу сличности кои не сврзуваат и на кои ние упорно како училишта работиме со цел да направиме подобра општествена средина во која нашите деца ќе творат и живеат. Пред присутните за значењето на празникот зборуваше отец Игор Здравковски од Кумановско-Соговската епархија. Најдобро може да се разбере каква радост Господ ни дава во Царството Небесно, Царството кое што преку своето страдање го отвори за нас. Ваква ќе биде атмосферата во рајот, нели, да не го замислуваме како нешто нацртано и напишано, туку како состојба на безгрижност, како што е безгрижноста на децата. Нели, воедно тука има организација околу поучување на децата за безбедност во школите и за меѓусебно почитување. Повторно, Христос на крстот рацете ги рашири сите да ги обиколи. Затоа, без разлика човек на вера, на нација или било какво идеолошко размислување, Христос воскресна за сите. На прославата присуствуваа представници од полицијата, основните и средни училишта, јавните предпријатија и друго. Вакви заеднички прослави се организираат за најголемите празници изминативе неколку години. По повод Меѓународниот ден на слободата на медиумите, Телевизија Плюс направи анкета со кумановци. Голем дел од граѓаните сметаа дека слободата на медиумите во државата е на ниско ниво и дека бизнис секторот, владата, како и партиите имаат големо влијание врз уредувачката политика на еден медиум, но и во изразот на еден новинар. Од друга страна имаше и граѓани кои сметаа дека постои слобода граѓаните да избираат што да гледаат, а новинарите во она што ќе го прикажат. 3 мај е Меѓународен ден на слобода на медиуми прогласен од УНЕСКО, кој што се одбележува во целиот свет. Во меѓународни рамки се одбележува со цел да се потенцира новинарската етика, а од друга страна да се направи разлика помеѓу сопствениците и медиумите. Борбата на Обединетите нации да се спречи влијанието на бизнисмените, владите, разните институции врз медиумите со цел да се дојде до јавниот интерес кој што треба да им пренесе точни и пристрасни информации на граѓаните. Исто така се прават напори да се задржи експресивниот пристап на новинарите со цел да можат непречено да се движат и доаѓаат до информации со цел да ги заштитат граѓаните од различните манипулации кои одредени центри на моќ ги пласираат со цел да ги заштитат своите интереси. Граѓаните на Куманово имаат различни размислувања во однос на слобода на медиуми во Македонија, но повеќето од нив сметаат дека постојат големи влијанија во однос на медиумите од страна на центрите на моќ, а исто така посочија и за затварање на одредени новинари како и за тужбите покренати спрема нив. Не, се е узурпирано. Не се слободни, како. Видите кој што кажа, одма га затвара да. Ја мислам дека медиумите во Македонија не се слободни. Кои се причините, што сметате? Па мислам дека политички се ви работи, знаеш. Прекрива се полно работи што народ не ги знае у јавност, така да жално е. Се што се дешава во Република Македонија. Па од партија највише, знаеш, под притисок нема слободно, што е на дело да се народот да знае народот вистината, знаеш. Тоа е најважното. Кај нас со финансирањето на начинот на финансирање на медиуми преку плаќање владата да се рекламира, се прави клиентелизам кај медиумите и доаѓа до автоцензура кај новинарите и да без да сакаат можеби да работат и да не даваат информации, него коментари. Дел од граѓаните се задоволни од слободата на медиуми во државата, бидејќи читателите и гледачите можат да избираат кој медиум да го следат, а новинарите што да прикажат. Другиот дел посочија за конкретните недостатоци во медиумите. Телевизија сум задоволен. Што да ти кажам, кој сакаш телевизија обрнеш, кој сакаш гледаш, од тој боле кој да има. Нема нигде. Јас сум бија и у Немачка, и по сите западни земји. Бија сум доле и у Кувејт. Абе, наша овдека ово нема га нигде. Може да прашате секого, некој сака да одговори, некој не, али ипак можете да прашате секого дека што е и како е, или да отидете некаде да видите, да снимате што е, како е. Мислам дека е слободно. Ми не достигаат дебатни емисии у кои нема договорени прашања. Тоа ми недостига, што гледајќи преку сателитските програми,
во соседните држави, кои што ги разбирам јазиците, таму ги има, а кај нас тоа го нема. Меѓународниот ден на слобода на медиуми во 2016 година се задржува на 3 столба. Се одбележуваат 250 години од првиот закон за слобода на информации донесен во Шведска и Финска, 25 години од усвојување на декларација во Виндхоек за принципи за слобода на медиуми одржана со цел независност и плурализам за медиуми во Африка и 1 година од конференција цели за одржив развој со цел намалување на сиромаштие, глобално загадување и зголемување на владење на права и слобода на човекот до 2030 година. 580 амбулантски прегледи на заболени од астма и хронична обструктивност се евидентирани во Центарот за астма во Општата болница Куманово. Во државава денеска се одбележува Светскиот ден на астмата. Надлежните со констатација дека од година во година се зголемува бројот на пациентите од ова хронично заболување. Во Македонија денеска се одбележува Светскиот ден на астмата. Бројот на пациентите од ова хронично заболување од година в година е во пораст, предупредуваат надлежните. Куманово е меѓу 13 градови во државата каде што функционира регионален центар за астма во рамките на Општата болница. Во центарот од почетокот на годинава досега се прегледани 580 пациенти заболени од астма и хронична обструктивност. Освен со овие заболувања, на прегледи доаѓаат и пациенти со други респираторни болести, вели доктор Дејана Суботиќ, специјалист интернист, која 2 пати неделно работи на закажаните термини во Центарот за астма. Ова е хронично епизодна болест, која не може да се излекува, но целта на терапијата е колку што може да им се овозможи на пациентите да живеат нормален живот, да можат да спортуваат, да ги извршуваат своите секојдневни активности, да одат на работа, децата на училиште и слично. Состојбата на пациентот во центарот ја утврдуваме на 2 начина. Преку спирометар го одредуваме капацитетот на белите дробови, а преку астма контрол тест, односно преку прашалник, правиме субјективна проценка на болеста од страна на самиот пациент, одговарајќи на поставените прашања, вели Суботиќ. Астмата во најголем број случаи е застапена кај деца, а во 60% од случаите е поврзана со алергија и се јавува напролет, при изложеност на полен, на треви, на прашина. За разлика од децата, кај возрастните не мора да биде поврзана со алергија, посочуваат надлежните. Астмата, која се карактеризира со бронхообструкции, со гушење и со спазам, се третира според препораките и протоколите за лекување на астма од Министерството за здравство, а во последно време најчесто при лекување се користат различни спреови. Дека астмата трајно не се лекува потврдува фактот што има пациенти кои по 2 до 3 години се мирни, односно немаат никакви проблеми, но потоа пак се јавува гушење. Кај овие пациенти многу е битно навремено и редовно да се зема терапијата за да се води контрола над болеста, потенцираат здравствените работници. Инаку во светот бројот на заболени од астма изнесува 350 милиони и се очекува до 2025 година тој да достигне 450 милиони. Мотото на годинашниот Светски ден на астмата е "Вие можете да ја контролирате астмата". Бензините од ноќаска наполноќ поскапуваат за 0,5 денари, односно за денар, а цената на дизелот ќе скокне за 3 денари, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Половина денар поскапува Евросупер БС 95, а за денар се зголемува цената на Евросупер БС 98. Новата цена на литар евродизел и на екстра лесното масло за домаќинство е повисока за 3 денари. Ваквата одлука следи врз основа на просечната цена на сурова нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели, како и односот на курсот на денарот во однос на доларот. На 5 мај во спортската сала ќе биде отворена гимназијада Куманово 2016. Надпреварите ќе бидат одиграни за време од 3 дена, така што целиот настан ќе трае до крајот на 7 мај. Од општината истакнаа дека се презадоволни што добија можност да организираат ваков настан и се надеваат дека сите граѓани, а посебно љубителите на спортот, ќе ги проследат надпреварите. На 5 мај четврток во спортската сала со почеток од 20 часот ќе биде отворена гимназијада Куманово 2016, прв надпревар од ваков ранг за средношколци во спортски активности во Куманово. На гимназијадата ќе има учесници од сите градови во Македонија, како и професори кои ќе ги водат надпреварувачите. Надпреварувачите од останатите градови ќе бидат смесени кај своите врсници од локалните средни училишта, а професорите ќе имаат обезбедено сместување во интернатот професор Мијалковиќ. За настанот се одвоени 1.000.000 денари кои во голема мера се искористени за организација и санација на спортските објекти.
туристи. Градоначалникот Зоран Дамјановски истакна дека овој спортски настан е голема можност да се промовира градот и да се покаже дека Куманово е град кој има богата спортска историја и иднина. Ни припадна чест во организација на Агенција за млади и спорт, школскиот спорт, а Куманово како домашин ја прифати ова понуда и еве локалната самоуправа преку сектор за спорт и култура, односно тука е секторот за образование и Сојузот на спортовите како помагачи и како дел од програмата за училиште спорт. Ние сме домачини на негде 1000 деца надпреварувачи во многу спортски дисциплини. Председателот на организацијскиот тим на гимназијата Куманово 2016, Жика Крстевски, истакна дека градот со години ја очекува оваа понуда пред се поради подготвеноста во однос на спортската инфраструктура, која што се користи како за учениците на часот по физичко образование, така и за училишните спортови, но и за клубовите од различни спортови. Од организацијскиот тим објаснија дека имаат обезбедено 8 спортски сали, така што за секој спорт има посебна сала со цел љубителите на одреден спорт да ги проследат сите надпревари. Во изминатиот период имаме многу успешни организации на вакви настани, каде што рейтингот и нивото на организацијата е на едно високо ниво и се надеваме дека ова година со организацијата што имаме направено, дека ќе ја надминеме и таа поранешна висока рамка што Куманово ја постави. Во основно училиште Вук Караѓиć ќе се игра одбојката машки, во основно училиште Толи Зордомис ќе се игра одбојката женски, кошарка ќе се игра машки во САУ Перонаков, кошарка женски ќе се игра во основно училиште Христијан Карпош, во ракометот ќе се игра во Киро Бурнас средното училиште и ракометот женски ќе се игра во Магдалена Антова. Значи тоа се 8 сали вклучени за сите. Градската спортска сала ќе биде за футсал машки, основно училиште Браќа Миладиновци ќе биде футсал женски. Од Куманово представници на гимназијата ќе бидат гимназијата Гоце Делчев со неколку спортови, средното училиште Перо Наков со ракомет машка екипа и футсал женска, а училиштето Сами Фрашери ќе има представник со машка екипа во голем фудбал. Во изминатите 24 часа во Куманово наврна 44 литри дожд на метар квадратен, информираше управата за хидрометеоролошки работи. Отаму додаваа дека ова е најголема количина измерена во државата. Врнежите предизвика одредени покачувања на реките Пчиња, Кумановка и Крива река. Во делови од североисточниот регион можна е појава на одрони и свлечишта. Според прогнозите, до крајот на денот би требало да завршат врнежите, а ќе дува слаб северозападен ветер. Во Куманово денеска максималната температура изнесуваше 12, а минималната достигна 10 степени Целзиусови. За утре метеоролозите очекуваат променливо облачно време со повремен локален дожд и со слаб северозападен ветер. Деневната температура ќе се искачи до 13, а утринската ќе се спушти до 9 степени Целзиусови. Со временската прогноза го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.